Здраво, дечки! Добро дојавте во уште едно видео од овој нов серијал во кој што зборуваме за HTML, а подосна и за CSS. И во ова седмо видео поред ќе позборувам малку околу формите во HTML. За тие што не знаат што се форми, значи на секоја веб страница имате приметено, освен статични податоци, слики, текст и такви работи, имате некои динамички полиња или елементи на страница во кои што може да внесувате некои информации, како што се ови input полиња, не знам, радио копчиња, други копчиња, што гледате разно. Значи ова се нарекува форма во HTML или во било кој софтвер. Значи некој група од динамички полиња кои што може да ги манипулирате, внесувате податоци, да кликате во нив и така натаму. Значи во ова денешно видео ќе видиме како се креираат форми во HTML. Па ајде направим да ја исчистиме од нашата страница. Ова што ги имавме од претходно ќе го избришеме, најверојатно и ова не ни треба. И ова ни е нашата, и ова линк ќе го тргнеме. Ова нека стои, така да почнуваме со празна страница. Значи ова што го имавме од првото или второто видео, не се сеќавам. Па да започнеме. Да видим дали има нешто кои е слайдови. Не, значи ќе се навратиме на овој слайд за секунда. Значи форми во HTML се креираат со форм елементот или тагот. Значи може да го пишете, скуцаме вака или со помош на Visual Studio Code, пишуваме форм и што гледате има овдека три опции. Имаме form get и form post. Ајде да речеме сакаме ова првата опција, ја селектирам значи со маусот, овдека десно можам да видим што ќе ми генерира. Ако одам на второто, што гледате, се што ни се менува тука, ова метод. Како што гледате, во ова имаме во метод post, тука имаме метод get и во ова немаме метод. Значи, ова ни е нашата форма. Доку го зачуваме нашиот документ и се вратиме на нашата веб страница, ќе видиме дека немаме во принцип ништо ново. Меѓутоа, ако одиме овдека inspect element, одиме во нашето body и што гледаме имам овдека form. Значи тука некаде ни се наоѓа нашата форма, што гледате има 1221 пиксел, ако може да видите тука, 1221 пиксел должина и висина 0, бидејќи немаме ништо внатре во самиот так или самиот елемент. Пред да додадеме некои работи тука, значи во формата, значи од елементи се input полиња, копчиња и така натаму, да видиме значи кои атрибути ги прима, може да ги приме нашата форма. Како што гледате под дефолт Visual Studio Code ни додаде action атрибут и вредност празна. Значи овдека може да имаме некој JavaScript код или линк до некоја JavaScript или PHP скрипт или како и да е. Значи ние бидејќи ќе работиме претежно фронтенд, значи не многу да се занимаваме од фронтот ниту со JavaScript, може би многу малку, доколку правиме нешто интересно во иднина, така да ќе се фокусирам претежно на HTML и на CSS во овој видео, така да тоа ќе го тргнеме. Меѓутоа видовме дека еден од атрибутите што ни го даваше кога пишевме веб форм имаше get и post вредност за атрибутот метод. Ајде да го видиме тоа, form и ќе речеме ќе ставиме get. Повторно ќе го тргнеме, речеме дека не ни треба. Ова ни означува значи на кој начин ќе ни се хендла нашата форма. Значи тоа ќе го видиме за секунда, бидејќи ние ќе работиме само со HTML, директно на страница, ќе користиме get, што е и дефолтна опција, значи доколку не ставиме метод атрибут со вредност, по дефолт формата ќе ни биде со get метода. Доколку овдека има место get post, тоа значи дека нашата форма, податоците, значи што ќе ги внесеме во полињата во формата, ќе имаме копче submit, кога ќе стиснеме на тоа копче submit, доколку е пост формата, податоците, значи вредностите што ги имаме внесени во полињата, ќе бидат
пратени со некој реквест на некој сервер, меѓутоа бидејќи ние немаме сервер, тие користиме get, а разликата помеѓу get и post уште еднаш е тоа што значи со get-от не се праќа реквест на сервер, туку сите вредности што сме ги внесли во полињата како парови од name и value, ќе видиме за секунд, не се збунувате, ќе не бидат во нашиот URL на нашиот браузер горе вметнати. Така да рековме дека формите под дефолт имаат метода get, така да доколку ова го избришеме, значи ќе се однесува исто како да го имаме метод get. Видовме за action, видовме за метод, да видиме за target, значи target е каде ќе ни се прикажат резултатот од нашата форма. Значи кога ќе стиснеме, да речеме, кога ќе сабмитираме нашата форма, ќе има некој копче send или submit или како и да е, значи кога ќе притиснеме тоа копче, формата се праќа, значи да се изврши некаде, да се прикаже резултатот, а target атрибутот означува значи каде ќе се прати тој резултат, каде да се прикаже. Вредност може да имаме предефинирани, некој од овие предефинирани вредности. Дефолтна е self, што значи дека резултатот ќе се прати во страната на која што сме. Blank е во празен таб. И овие значи се помалку користени, така да нема да ве оптеретувам со нив, доколку ви интересира, прогуглете ги. Исто така уште е интересен атрибут кој што може да го имаме, меѓутоа ајде правим да речеме да го додадеме овој target атрибут. Речеме дека сакаме да ни биде дефолтната вредност, ќе речеме target и завршно сакаме да ни има self. Значи ќе ни се изврши во истиот прозорец. Ќе видиме за секунд, значи промениме овие работи што ќе ни се случи кога ќе додадеме некои елементи во самата форма. Иако се обидувам видеото да трае пократко, мислам дека сепак ќе надминеме 20 минути. Но бидејќи ова видео веќе го снимив еднаш, го аплодирав, стоеше еден ден, не ми се свигаше и го избришав, го снимам по втор пат, бидејќи многу брзо во тоа видео, мислам дека стана доста нејасно, така да го снимам по втор пат и ќе пробам да ги обичам и работите малку по конкретно и по едноставно. Рековме за target и за autocomplete, значи autocomplete атрибутот ни овозможно може да подесиме on или off, доколку има опција on, значи дека вредностите што ќе ги внесуваме во полињата, речеме што ги внесуваме во полињата во нашата форма, ќе бидат запамтени, така да кога ќе направиме рефреш на нашата страна и да речеме почнеме да куцаме, ќе ни испадне дропдаун каде што ќе може да селектираме со маусот или со стрелките од тастатурата една од претходно внесените вредности. Ајде, тоа ќе го пишеме autocomplete и ќе ставиме, гледате, ни дава Visual Studio Code on off. Доколку дојдам, значи, тука со на macOS оставаме на празно место и Control Space на Windows, мислам дека е Ctrl и Space. Visual Studio Code, значи, гледате, ви дава други атрибути кои што може да ги имате овдека. Меѓутоа ние нема да се занимаваме со тоа, доволно е да ги знаете овие основни работи. Преминуваме понатаму, значи ова е малку поинтересен дел. Значи овие се дел од елементите кои што може да ги има нашата форма. Некои од најкористените се, значи, овие, дел од овие, некои не се толку користени, значи input е доста користен, заедно со label, со select, со data list не толку, имате options, option group, може да се сретне text area, button, field set, така и така, и legend, и ова е, значи, користено, меѓутоа е интересно да го знаете. Па е да започнеме со input и label. Input ни е на класично поле за внесување на текст. Значи пишеме input и како што гледате Visual Studio Code ни дава некои опции, значи има input, како што тоа ќе ни генерира input од type text, B ни е за button, скратена верзија, значи button, C имате input 2.c и checkbox ви се истинчи некои кратеници, имате color, date, daytime, local email,
фаза файл, хаза hidden и така натаму. Значи гледате сите што ни ги дава овдека Visual Studio Code. Ние ќе ја избереме правата опција и ја притиснеме пак за да не генерира input type текст. Док зачуваме нашата форма, ќе видиме дека имаме нешто ново во неја. Значи гледате имаме ова форма од каде ми испадна, од тука, значи, да не се збунуваме, значи ова е од тука кога притиснав tab, останало. Значи имаме некое input поле, значи ова може да внесуваме текст. Да ставиме и една лабела, label, и да ставиме во неја некој текст. Да речеме name, гледате first name нека биде, first name, label и гледате има нешто што е for. Ајде пред да видиме како изгледа, па ќе видиме што е ова for. Док се вратиме во нашиот браузер, ќе видиме значи имаме овдека ова е лабелата и ова ни е input полето од type text. Ајде да направам нешто малку вака. Нека стои, ова ќе го намалиме тука вака и за да не го намалувам цело време прозорцот. На што се однесува значи ова for? Ова for вели значи за кој елемент од формата е ова лабела, што ќе ни овозможи, значи кога ќе кликнеме на ова лабела, да ни се селектира тоа поле, да речеме за лица кои користат скринридери или некои такви работи, значи кои што имаат потешкоти или за подоцна може да го видите, скринридерот кога ќе имате for, ќе ви го исчита, да речеме, ова полесно да може да го идентификувате. Ќе видиме за секунда зашто зборувам. Значи, најпрвен, овдека ни е битно да имаме ID. ID е еднакво и ставаме вредност, значи некој идентификатор на ова поле. Значи, треба да ни е по можност нешто што е unique. И да речеме ќе го крстиме first name и ова ID ќе го ставиме овдека во for. Значи велиме label for ова ID овдека. Значи со ова ID ќе се идентификува целото ова input поле. Докато сега значи кликнам на лабелата, како што гледате ми се фокусира input полето. Океј, да видиме од презентацијата да продолжиме. Што друго можеме да ставиме? Значи ајде да пробаме да направиме значи од оваа наша веб страница да направиме значи некоја профайл страница, значи каде што ќе може да зачувуваме нашиот профил, значи да има замислено некоја како Facebook или како некој форум, каде што ќе има профил, каде што ќе има податоци за нас, име, презиме, датум на раѓање и такви работи и да пробаме значи тоа да го направиме со HTML. Значи втора работа, ќе го копирам овака, first name имаме, ќе имаме и last name. Докато оставам ова, значи ќе ми изгледа малку грдо, ќе ми ги стави едно до друго и поради таа причина ќе сега значи ќе ги завиткам овие по еден div. Значи дивот ни беше блок елемент, докато се сеќавате, значи се што ќе имам завиткано во овој div, наредно после него ќе биде во нов ред, така да значи ова лабелата со ова input поле ќе биде еден ред, после во наредно ќе биде нов ред и така натаму. Значи div и работи, значи ги селектирам и со alt и стрелките нагоре можам да ги преместам, така да гледате како изгледа. First name. Ајде ова да го смениме во last name. Ова ќе ми биде исто last name и ова ќе ми биде for, ќе копирам од тука, last name. И ќе гледате има first name и ќе го селектирам овој last name. Друго што сакам да имам на ова форма е input type, input и сакам submit div.
Значи, што ова ќе ми генерира, ќе ми стави едно копче овде кај што ќе има submit, и што во принцип кога ќе го притиснам, значи ќе ми се изврши оваа форма. Значи input type, submit и во value ќе биде значи она текстот што сакам да го имам во копчето и да речеме сакам да има нешто, да речеме save. И што гледате им овдека save копче. Со овие две полиња, значи сега може да го демонстрираме овој делот овдека да се зборуваме за методот. Значи толку пишем овдека Никола, да пишем Горгиев, моите име и презиме, да видим што ќе се случи кога ќе притиснем на ова save копчето. Во овој случај не се случи ништо. Да, не се случи ништо, бидејќи забравив еден многу битен дел. Имам само ID-ња ставено овдека. Многу е битно, значи, кога користиме да речеме get или post, во сите наши полиња да имаме, значи во самите елементи да имаме и name атрибути овдека. Значи намерно прво ги изоставив за да не ве збунам со премногу информации, и дека во претходното видео ги ставам заедно ID со name и мислев дека ми се стави, меѓутоа сега гледам дека ги нема. Значи ќе ставам овдека name и да речеме во оваа ситуација ќе крстам да речеме исто како овдека. First name за name и за второто поле. Значи внимавајте, ово го правам за нашите input елементи. Овдека ќе ставам name еднакво last name. Одам повторно и од ова autocomplete complete што ви го реков претходно ми памти значи што сум внел во претходно сабмитираната форма. Значи претходното ја сабмитирав, иако немав тука горе ништо, меѓутоа сум ја сабмитирал еднаш и веќе ми ги памти овие вредности. Како што гледате, по полиње ми ги памти, знае спрема ID-њата во кој полиње што е внесено, и сега да видиме кога ќе притиснам на save што ќе се случи. И притискам save и гледате овдека имам горе first name, имам вредноста што сум внел во полето со тој name, значи ова поле со name first name, значи тоа ми е ова поле, значи се идентификува по name-от, не по ID-то. Ако ставам овдека да речеме двојки, овдека ќе биде first name 2. Меѓутоа за конзистентност гледам да бидат овие овдека исти. Значи first name, name-от на полето и вредноста што сме внели во тоа поле, и имам после значи end или и, како сакате викате, имаме end, значи след ми се означени сите полиња што ги имаме на формата, end вели last name, тоа е второто поле и вредноста внел Горгиев. Значи тоа се извршува, односно ова се случува кога ќе ја сабмитирам формата, односно кога ќе стиснам на копчето што е за submit, во овој случај ова копче ми е за submit и на ова копче save кога ќе ја кликнем, ова форма што е во рамките на овие два тага ќе се изврши. Во случајот ни е get форма, што значи дека сите полиња, значи како key values парови, key value парови се, значи имаме key ни е name и value ни е вредноста што сме внели, значи key value парови се вика тоа. Така да имам key value за едниот input field, па имаме end key value за вториот input field. Доколку го смениме ова self во blank, значи видовме во нашата презентација претходно, овдека ги имам ставено, значи имам можности за target mi се blank, self, parent, top, file name и така натаму, да видим доколку го сменам во blank што ќе се случи. Да се вратиме во нашиот код, да го вратиме од тука. И ова рековме сакаме да оставиме во blank. Правиме refresh, да го избршим ова, да биде празно, да биде вака. И повторно берам Никола Горгиев и да видим што ќе случи сега кога ќе притиснам на ова. И што гледате ми отвори нов таб, ја го имам претходниот празен и во нов таб ми е извршено сето ова. Значи тоа е blank, што значи во нов таб, а дефолтно е self. Ние ќе останеме со self. Добро. Значи да продолжиме со нашата форма. Што друго може да додадеме во иста, да видиме во презентацијата. Значи видовме input, видовме label, ајде да видиме што е select. Значи со select ни се креираат дропдауни, да видам дали има некој пример за дропдаун.
Тоа е ова овде или ова тука, значи кај ќе кликнете на стрелката ќе ви дава да одберете некои опции. Selected оди значи секогаш во пас со повеќе option. Значи select е рутот на нашиот dropdown и во него редиме повеќе option елементи. Да видиме како тоа изгледа. Да речеме сакаме да имаме, да ми текне некој пример, ќе оставиме ово овде. Да речеме div и внатре сакам да има select. Ми треба ова, значи гледате ми става ID и што сакам да имам за селекција, да речеме кој оперативен систем го користите. И да речеме OS тука нека биде. OS или платформ нека се вика. User platform. User platform, ID user platform. И доколку зачуваме ова, нека ми е страницата, ево го што гледате, немаме ништо. Тоа е бидејќи кој што реков дека треба да имаме овдека option и ова ми е option. Вредноста ја ставаме тука и во зависност од оваа вредност е тоа што ќе ми биде прикажано во урлото кога ќе сабмитирам формата. Значи доколку ставам овдека единица, а овдека ставам Windows, значи Windows ќе ми биде прикажан во dropdownот, меѓутоа тоа ќе има вредност единица. Ајде ќе видиме тоа секунд. Го копирам уште неколку пати, значи ќе користам шорткатите од Visual Studio Code, држам Alt, Shift и со стрелката еднаш надолу ќе ми ја дуплира целата оваа линија на која сум застанат и уште еднаш и уште еднаш. Windows, macOS и да речеме сакам да имаме Linux и вредности 1, 2 и 3 зачуваме и секогаш по навик ударам refresh, бидејќи имам live сервер, нема потреба, меѓутоа не задушува правам тоа, да видим со времето само како сме. Не тоа, туку ова, 22 минути, ќе биде долго видео. Значи, еве ми ги опциите macOS, Windows, Linux и бидејќи јас сум да речеме на macOS работам, ги одбирам овие работи, стискам Save и доколку одиме овде, како што гледате, за User Platform сум одбрал опција 2. Значи, ова value тука ми остава, што е value-то, а не ова што е тука. Значи, тоа е многу битно да го запамтите. Друга интересна работа, може да ставиме multiple, мислам дека multiple беше, атрибут и со ова ќе ми овозможи да видам со shift тука на Windows, мислам дека треба да се отцртало, да одберете повеќе опции и како што гледате овдека вели ги има сите User Platform 1, User Platform 2 и User Platform 3. Значи ми се селектирани сите, значи ова ми е за multiple, доколку го тргнам ова и како што гледате сега можам да одберам само една и да држам shift и да не држам, не може. Ајде нека остане за multiple. Заборавивме овдека да ставиме на label for и рековме ни треба ID-то. ID-то го ставаме тука. Заборавив тука да ставам лабела на самата лабела и да речеме platform и ми фали, имав ли две точки на другите? Не, чисто на сите нека има по едно, две точки, да изгледа по-чисто, две точки, окей, видовме значи што е за дропдауните, што се креираат со select и внатре е многу битно да имаме option за сите опции. Со option group може да групирате повеќе групи, да имате подгрупи. Бидејќи видеото станува толку, ќе гледам да избегнеме делодови работи. Текст арија, значи тоа не е доколку имаме некој подобен текст, ајде да го видиме и тоа. Уште еден div, можев со емет да креирам целата ова структура, меѓутоа за да ме полесно ме следите, ќе одам вака, внатре имам label, една лабела и да речеме сакам да имам bio за, да речеме, биографија
и ќе внатре text area, text area, name, biography, мислам дека така се спелува, и да не се спелува, нека биде само bio, не знам како точно се спелува, biography, и ова ќе ми даде значи некој текст area. Гледате, Visual Studio Code ми генерираше плюс 2 атрибути. Ова значи колку да биде голема таа текст арија, значи висина, односно колку колони да има и колку редици да има. Текст арија значи за разлика од ово input текст тука е нешто со текст каде што може да внесне со повеќе редици. И еве како изгледа, значи ова треба да има 30 колони, 30 карактери да се обира тука и 10 редици надолу. Значи може да внесуваме тука, macOS Save и гледате, тук имаме тие работи. Button е за креирање на некој копче, нешто како ова, меѓутоа ова ми е input type. Select button, можеш вака да го скуцам, значи button, тест, и ќе гледате едноставно копче, меѓутоа во овој случај нема да ми треба. Се мислам дали да го терам видеото подолго или да го скратам на 2, меѓутоа ајде да го истераме на едно. Докато сте уморни, значи паузирате го видеото, па продолжите понатаму. Јас ќе терам понатаму. Field set е докато сакаме да ја групираме формата и да ја дадеме некој бордер. Ајде да ја направиме нашата форма. Речеме field set и ова ќе го ставиме тука. И ќе гледате целата форма ни е заокружена во една рамка. Тука можем да ставам legend. И ќе гледате ова legend ми ствари како лабела на самиот field set и да речеме ова сакам да се вика profile. И гледате овде има profile, има field set, така натаму. Тоа ми значи за field set и за legend. Значи со ова ги поминавме некои од најпростите, не најпростите, најкористените елементи во формите. Потоа понатаму имаме значи повеќето од елементи што се типови на овој input елемент за нашите форми, што го користевме до сега. Значи до сега видовме input type text, input type submit и мислам дека тие беа сега двата што ги користевме. Да видиме што друго имаме од овие типови. Значи овие типови се, значи input и што ставаме вредност во ова type тука. Значи има текст, ние за текст, меѓутоа има, како што гледате, има повеќе типови кои што може да го користиме, па ајде да разгледаме некој од нив. Значи рековме текст, веќе го видовме. Битно овдека е, значи може да имаме и некој placeholder атрибут. Ајде да го искористиме. Да речеме placeholder и your, или ајде да речеме enter your first name, нешто така. И ќе гледате со засебен текст овдека, ќе го видиме ова и кога ќе дојдеме, значи овдека значи не е тоа самиот текст, туку нешто што е го поздивено, кога ќе почнеме да пуцаме, тоа ќе ни се тргне. Ајде за второто поле да внесеме placeholder, enter your last name и за тие две поли, натака не ни треба. Number ни е пикер на броји, како да го наречем. Нешто е ќе има како input поле со две стрелки, значи во input поле ќе има вредност и стрелки нагоре и надоле за да менуваме таа вредност. Да речеме дека сакаме да имаме такво поле за age, за годините на нашиот корисник. И овде уште еден div ќе ставиме label, внатре ќе ставиме input, две точки, number,
и ова ќе ми генерира значи input number. Input number во лабелот ќе ставиме age, да речеме нека има age, во name нека види тоа age и во ID нека види age, и може требаше user age да ги крстам, меѓутоа ајде нека биде дека ова е како прост пример, да не го комплицираме и да видиме како ова ќе ми изгледа. И како што гледате имаме age и имаме овдека, значи може да менуваме вредностите. Друго интересно што овдека може да искористиме од атрибути е min-max. Min атрибутот е почетна вредност за години и да речеме дека сакаме ова да ние за корисници, не знам, од 14 години до макс, не знам, 125 години. И ќе гледаме, значи овдека 1, да поставиме 1 и ќе гледате под 14 не оди, значи може да искуцаме вака, меѓутоа кога ќе одиме на стрелките оди од 14 нагоре и со стрелките не може да одиме под 14 или над 125. Друг интересен атрибут е step, мисля се викаше, и ова се однесува значи за колку ќе скока ова вредност која ќе стиснеме на стрелката. Дефолтно 1, меѓутоа може да ставиме овдека и да има 2. И сега значи кога ќе стискаме на стрелката ќе има по 2, 18, 20, 20, 24 и така натаму. Ајде да го ставиме ова нека биде 1. Age, исто така може да ставиме placeholder, enter your age, меѓутоа бидејќи ова е мала, нема вредност, може да ставиме место ова, да има value и да речеме да има 15. И ќе гледате дефолтна вредност ни е 15 и може да го менуваме, така да нека остане ова како тоа. Password, ова ќе го видиме подоцна или да го видиме сега, значи исто како input полето ќе ни биде, меѓутоа кога ќе куцаме, значи ќе нема да ни се гледа тоа што го куцаме. Ајде ќе го внесеме да речеме тука. Div label password, две точки, празно место. Тука, ова нека води тука и овдека сакаме да имаме input, две точки, password и еве ми го passwordот, тај password и сега да ги ставам да речем password, може би е по-добро да се вика user password, но меѓутоа рековме дека е прост пример и не е толку битно. Така да, еве ни го password и кога куцаме гледате имаме ова црно крупче и тука куцаме нашиот password. Телефон, имейл и URL, да речеме, имаат некои валидации позади нив. Ајде да го видиме како тоа изгледа. Меѓутоа пред да се навртам на ова, уште еден атрибут кој што може да го користиме е required. И ова ќе значи дека ова поле значи мора да се внесе, да речеме сакаме на сите да имаме required, тоест не на сите, на first name, last name, age, да, тие да речеме сакаме да не бидат required. Never, save, и гледате кога стисаме на save, докато ова поле што ни е required, не сме го внели, ни дава некое предупредување, некој tooltip, и вели дека ова поле ни е required. Please fill in this field. И внесуваме овдека, речеме, она што сме отнели, сега стискаме save, народното поле, кое што ни е required, и ова вели дека мора да го внесеме, и сега докато стиснеме save, ќе ни пројде нашата форма, бидејќи другите полиња не ни се required. Рековме, наравно ќе зборуваме за tel, што ни стои за телефон. Ова значи што ќе ни допринос ова поле е, значи на изглед ќе биде исто како со текст полето, меѓутоа во позадина има некои валидации и освен тоа не валидации туку на мобилни уреди, доколку ја отвориме нашата страница, да речеме на нашиот телефон,
кога ќе се фокусираме на тоа поле, ќе ни се отвори тастатура за внесување на телефонски број, ова ќе ни отвори тастатура за внесување на имейл, а ова ќе ни односи тастатура некоја за внесување на URL. Ајде, овие нема да ги користиме. Гледам видеото 35 минути, ги испадне од едно видео за две. Range не исто интересно, значи ќе ни даде некој пикер, ајде да го видиме може и тоа како изгледа. Не ми текам некој пример кој што може да го користиме. Input range. Ајде да го видиме само практично како изгледа и значи ова не е range, може да има исто минимум е еднакво на, не знам, некоја вредност од, да речеме, 10, макс е, да речеме, 100 и степ ни е еднакво на 10, наместо 10 да речеме од 0, и значи сега ова ќе ни менува вредности секој пат за 10 кога го движиме ова. Значи тоа ни е range. Да се вратиме во презентацијата, search, да речеме, исто ни е како текстот, меѓутоа овие значи имаат во позади себе некој плюс опционалност, значи за accessibility за корисници кои што користат текст ридер или имаат некои такви проблеми. Така да препорачливо значи секогаш кога правите вебсайт да имате во предвид accessibility, бидејќи секои луѓе значи ќе користат вашите веб страници и коректно е и етички и морално е да вашата веб страница да биде достапна и употреблива за секого, така да секој кој што работи веб девелопмент, секоја компанија која што изработува некоја веб страница или има барање кон друга фирма, значи секојаш во предвид има тоа со некоја accessibility. Checkbox ни е за селектирање, да ги видиме и тие. Речеме ова нема да ни треба. И он прави на label. Checkbox што ќе може да селектираме. Со checkbox не знам, омилен програмски јазик, нешто такво да селектираме и да речеме favorite programming languages, нека биде за јазици, languages, за јазици кои што ги зборува корисникот. И рековме сакаме да има input, checkbox. Name ни е languages, ID ми е languages, односно name ми е, ќе ми биде овдека јазикот, да речеме English, овдека ми е English, овдека ќе ми биде English, се збунив со радио батон. Овде ќе ми биде, рековме, English и ова ми е едното поле. Уште едно поле подлог имам, да речеме, не знам, Spanish. Се вратиме овдека, значи леати имам English, имам Spanish и можев да ставам уште едно горе, не знам, лабела или нешто, кај ќе имам за languages, но ајде сега нема да имам потреба од нешто тако. Значи ова ми е checkbox. Друго, значи ми е радио батон. Радио батон ми е за единечна селекција. Да видим, значи во овој пример зашто сум го користил радио батон, бидејќи се губам за примери. Овдека, значи, да, можам за джендер да го користам. Да се вратиме во нашиот пример. Значи за джендер за пол, дали сум машко или сум женско, ето може да го ставиме, да речем овдека. Div, label,
gender, две точки, input, две точки, радио. Тук значи имаме мала разлика во однос на другите полини, бидејќи овдека може да избереме само една од понудените опции. Значи имам неку радио копчиња. Значи name-от ќе се однесува на што се однесува ова поле, ќе ни биде gender, а во ID-то ќе имаме вредност, да речеме male, и ова ќе го копирам уште еднаш, gender female, да видиме како тоа ми изгледа. И значи имаме gender male и female, меѓутоа не знаеме која е опција за што е. И тука ќе треба да имаме и value. И во value ќе ставиме male. И во долното ќе ставиме value, ќе ставиме female. Што се збани сега? Моја грешка. Требаше овдека да имам mail за mail, а овдека да го имам уште еднаш. Сори дека брзам со видеото и цело време ми е времето во глава. Female, овдека ми е gender. Добро, сега гледаме дека не работи, овдека значи требаше како на претходното кој што сакав, овдека да имам gender и да ми е нешто вакво, меѓутоа сега тоа нема, да речеме да го ставиме. Да видим уште еднаш, значи радио копчето ни се со овие копчињата, може да селектираме едно. И ова name полето овој пат се однесува значи на сите што ќе ги имаме радио копчиња за ова поле. Значи, како што гледате, gender имаме и на ова поле, имаме и на ова поле, бидејќи може да селектираме само едно, значи мора да ги идентификуваме по нешто, ги идентификуваме по овој name атрибут. Значи, сите овие ни се однесуваат на gender, меѓутоа имаат различен ID, имаат различна вредност, value. Да видиме што тоа ми значи. Ајде да селектираме сето ова, да речеме селектираме mail и селектираме English, идеме save и го бараме овдека каде ми е gender и кај што во gender ја имаме вредноста од value. Значи има вредноста што ни е тука, значи не како во претходните полиња што имавме туку, значи од ова value што сме го ние внеле тука. Значи истата ситуација ни е и со чекбоксот, меѓутоа во ситуацијата со чекбоксот, каде ми беше чекбоксот, си мислам дека тука некаде става values, не беше со чекбоксот, тука беше со dropdown одгоре каде што имавме нули и единици, значи иста ситуација имаме и тука. Да продолжиме понатаму. Може да имаме date picker, уште еднаш да видам со саат 43 минути. Date picker, datetime picker, овие се однесуваат сите на календарите. Ќе видиме само да речеме со date како изгледа. Ќе го ставиме овдека најдоле, input, две точки date. Да се вратиме на нашата страна и ево, значи овдека имаме календар, да избираме датумот од календарот. Daytime local ќе имаме освен календар, ќе ни даде да бираме и време. Daytime local. Туку се вратиме тука, кога што гледаме имаме освен календарот, имаме овдека и да избереме време, часовник. Имаме и date time.
Date. Зашто не ми работи? Date time. Мислам дека имаше и вакво. На Visual, на Chrome сум. Окей, Date time, не знам зашто ми даваше. Мисля дека има и Date time, меѓутоа Date time local најверојатно има само. Понатаму time ни е само за време, значи има тој дот само за време, за week исто е интересно. Week. Ова ќе ми даде да изберам, значи, од календарот по недели, од годината, што гледате 53-та, прва недела, втора недела, трета и така натаму. Month ни е исто само со месец. Month. И ева ги, значи, месеците во годината. Файл ни е за избор на файл, колор ни е за боја, имидж ни е ќе ни стави слика наместо копчето submit, го видевме submit. Hidden исто така се користи за интересни работи што може да ги правиме со JavaScript, тоа нема да гледаме, и друго интересно копче како submit, може да има и reset, и кога ќе ставиме тој тип, ќе има копче со reset, и кога ќе стисне на тоа копче ни се ресетираат сите полиња на формата. Значи ќе ни ги испразне сите вредности што сме ги внели и да може да ги внесеме однови. Значи како обратна верзија од submit. Submit е за да испратиме, а reset е да избришеме се и да не се испразни да внесуваме однови. И тоа не сум го видел толку да се користи често. Submit практично во секоја форма ќе го имате, hidden се користи исто така доста за интересни работи. И во принцип горе-доле тие се некои од најкористените. Бидејќи претерав со должината на ова видео, ќе треба да го прекинем кај да е. Имам уште некои 33 минути, за да биде 50 минути долго. Што друго сакав да напоминам? План за наредно видео ми беше да зборувам малку за семантичките тагови. Значи, тоа се некои нови тагови внесени во верзија 5, меѓутоа решив тако видео за тие семантички тагови специфично да не снимам, туку да почнеме полека кога ќе почнеме со CSS-от, ќе правиме паралелно некој пример за некој вебсайт и тогаш паралелно ќе ги спомнуваме и тие семантички тагови, некои други работи, да речеме, што сме ги испуштиле пропратно. Бидејќи зборувањето за овие почетнички видеа за HTML се малку исцапувачки, бидејќи, како да кажам со други зборови, не знам како да го обяснам, значи многу поинтересно ќе бидат видеата за CSS кои што следат, меѓутоа сакав да ги има и овие, така да доколку имам поддршка од вас, а таа поддршка се гледа по бројот на сабскрајбери, бројот на лајкови на видеата, значи тоа многу ми значи, бидејќи единствено што имам од овие видеа, да речеме некоја мотивација и публика, нема реклами, пари нема, да речеме финансиски, не сум подкрепен на никој начин од овие видеа, ниту имам некоја финансиска мотивација од нив, туку онака го правам, да речеме, од кејф. Така да претпоставам дека не ви е тешко да кликнете едно лайк, бидејќи сум извел толку време да снимам видео, а после ова, значи, има едитинг на видеото малку, значи не кој знае колку голем едитинг, па правам рендер и тоа се губи доста време, каде што не можам практично да користам компјутерот некој време, тоа трае обично 15-20 минути дур се изрендерира видеото и така натаму. Некој пат видеата ги снимам по 2-3 пати, бидејќи почнам да зборувам, па се збуна, па почнам од новин, така да е доста истрпувачки и мала мотивација со еден subscribe или лайк на видеото или коментар многу значи. Така да, дечки, за ова видео доволно, скоро 50 минути, па се гледаме во некоја наредно. Поздрав!